Изминатиот викенд борачкиот клуб Олимпија од Штип настапија на меѓународниот турнир победник во Белград, Србија, каде освоија 7 медали, од кои 3 златни, 2 сребрни и 2 бронзени. Викендов настапивме на меѓународниот турнир Трофеј победник кој што се одржа во Белград. Ова е последен турнир за оваа година кој што окрунисавме со пехар, каде што го освоивме екипно првото место. Сега следуваат подготовки, односно период на подготовки, каде што првиот дел ќе го поминеме во Штип, а вториот дел се очекува да видиме дали ќе отидеме на некои висински припреми и слично. За крај на оваа година сакаме да им се заблагодариме и на сите пријателски клубови кои што во 2024 имавме одлична соработка пред се со клубовите од Србија, Бугарија, Грција и Косово. Се надеваме на уште поуспешна и поплодна со медали 2025 година. На турнирот покрај екипи од Србија и Македонија учествува екипи од Словачка, Грција, Бугарија, Босна и Херцеговина, Црнагора. На Трофеј победник настапивме со 13 борачи и борачки вкупно, со кои што освоивме екипно прво место. На турнирот настапија клубови од Словачка, Србија, Бугарија, Македонија исто така имаше 4-5 клубови. Црвена звезда е клубот кој што има со нас, со боречкиот клуб Олимпија, соработка веќе 5-6 години и ова е само плод на успешна соработка, каде што спортот не познава граници, соработката и пријателствата остануваат вечни. Стефан Зашков во категорија до 74 килограми младенци освои златен медал. Се направив на меѓународниот турнир во Белград, каде што го освоив првото место со 4 победени борби, од каде што 3 беа со 10-0 и технички туш, едната беше 13-3 со технички туш победена. Александар Миланов настапи во младенци до 79 килограми и го освои златниот медал. Овој викенд настапив во Србија на меѓународниот турнир Трофеј победник, каде што настапив во категорија до 79 килограми во U20 младинска категорија. Таму го освоив првото место со 2 борби, каде што првата борба ја победив со технички туш 13-3, а втората борба, односно финалето, го победив со туш. Задоволен сум од настапот и организацијата на турнирот. Исто така, сега во наредниот период не очекуваат многу подготовки, каде што ќе се подготуваме за наредната година, односно 2025, каде што ќе имаме многу државни првенства и слично. Леон Стојанов исто така учествуваше на овој турнир во категорија кадети до 71 кг, каде го освои златниот медал. Се борев во Белград во Србија, земав прво место на УСУ на 71 кг. Оваа година ме четврта година поред кога земам прво место во Белград. Имав 4 победи, со кој се борев со Грција, Србија и Македонија. На овој турнир Даниел Манов во категорија сениори до 85 кг го освои сребрениот медал. Петар Тодој во сениори до 92 кг го освои сребрениот медал. Александар Марковски во младенци до 97 кг го освои бронзениот медал, а па Кире Малчев во сениори до 125 кг го освои бронзениот медал.